Кога една книга ќе ги освои наградите Роман на годината, Стале Попов и Рациновото признание, тоа веќе не е само успех, туку книжевен настан. Со писателката Оливера Ќорвезировска зборуваме за женските судбини, за љубовта што се судира со нормите и за тоа како современата литература разговара со своите големи претходници. Три Марии, роман Басма, како што го нарекува авторката, задолжително четиво за сите, нешто што не смее да остане непрочитано. Почитувана господја Ќорвезировска, добре дојавте во студиото на Тело. Благодарам, добре најдов. Чест ми е да ви имам денеска за гостин, особено што, како што реков во наградата, успеавте да сте првиот автор од Македонија, ако не се лажам, што ги обединува овие три престижни признанија. И иако имате обичај да кажете дека не пишувате за награди, и веројатно тоа е така нормално, сепак овој редок миг како го доживувате? Убаво е да се добиваат награди секако, само да ве дополнам да ова е единствениот, всушност првиот роман кој што ги добива сите три награди. Јас не сум прв автор кој што ги има сите три награди, меѓутоа трите награди за една книга еве прв пат се случува. Не пишувам за награди, мислам дека ниеден сериозен писател не пишува за награди, оти тоа е една необична трка, но кога ќе дојдат без друго се значајни. Првенствено бидејќи ги прават видливи нашите дела. Така, на пресконференцијата на кога ви беше доделено признанието Роман на годината, рековте нешто, ќе се обидам да цитирам. Сакам зборовите на нашите книжевни предци да се стркалаат како џамли во моите реченици. Сакам да мислам дека нашите книжевни писма треба да ги препелкаме во книжевните писма на нашите претходници како шекер во прав. Што сакавте со оваа поента да кажете? Ова е метафора која што ја искористив во тој повод на соопштувањето за Роман на годината, да си ја представам сопствената раскажувачка поетика. Бидејќи јас долго се занимавам во своето пишување, во својата проза, со навраќање или со ревалоризирање на подзаборавените или не само подзаборавените на претходниците, бидејќи генерално сметам дека ниедна генерација и книжевна и каква било не почнува од нула. Тоа што го правиме во мигот секогаш е некој континуитет на претходниците, а се надевам и некаква антиципација за оние што ќе дојдат понатаму. Верувам во континуитет, па и оттаму сметам дека современата книжевност не може да нема врски со претходниците од кои што произлегуваме на некој начин. Добро, ќе зборуваме подоцна зошто токму Славко Јаневски, бидејќи станува збор за омаж за Славко Јаневски, како што и сами го нарекуват. Инаку велите роман Басма. И сега, ако можам добро да заклучам, Басма во народната традиција не е само збор, туку станува збор за молитва или дел од оние бајачките. Од бајачките. Од бајачките, да. Сега, Басма, дали и во романот Три Марии зборот што го пишувате не само раскажува, туку е на некој начин обид да го тргне злото или да се оттргне од таа злокобна судбина? Без друго, тоа е таа линија на порака на намера што сум сакала да ја постигнам, всушност да ја пратам со поднасловот Басма. Многу пати, бидејќи се хомоними, луѓето мислат дека е текстил, дека е ефтина памучна ткаенина. И тоа е во ред, затоа што јас имам објавено сплетени со шиени раскази, текстилни приказни, се занимавам со таков тип нарација. Меѓутоа, Басма во поднасловот на овој роман не значи текстилен материјал, туку значи, како што рековте, тајните зборови, всушност она што се изговара, што се шепоти кога се бае, текстот на баењето. Според нашето верување, ако се слушнат јасно тие зборови, ќе се наруши магискиот обред, всушност нема да се, баењето ќе биде неуспешно и затоа бајачките при процесот при ритуалот на баењето обично шепотат или само мрморат со усните. Бидејќи ова е длабоко интимна приказна за три жени, го искористив тоа во смисла како препорака за читање, за да биде лечебен романот, треба да се подшепотува како басма, како тајни зборови од некое лекување. Значи, роман што лекува? Би требало. Како впечаток од вашите читатели, од оние луѓе кои досега го прочитале романот, кој е издаден и на куминатата година, нели? Да, точно пред една година. Точно пред една година. И како реакција на жирито, во кое учествува исто така престижни автори,
Зошто токму Трите Марии е посебен роман? Што го прави посебен овој роман? Како впечаток, повторно велам, не ваш личен, туку на оние што го прочитале, кои имале можност да го прочитаат, и зошто е првиот роман кој ги освојува овие 3 престижни награди? Многу би сакала самата да ги знам одговорите или барем да ги слушнам одговорите, бидејќи јас не можев да знам каква ќе биде судбината на мојот роман, бидејќи не можеме да предвидиме кога пишуваме. Се разбира, не пишувам за награди, не сум ни помислувала и морам дури да признам, да бидам искрена, малку и се изненадив, затоа што не е практика да се добие за ист роман толку награди да се добијат. На првата се радувате, на втората уште повеќе, на третата сте малку избунети. Успехот на Три Марии, значи, не ми е доволно јасен, само ме радува, бидејќи за успех нема потреба од подготовка. Предпоставувам дека е читлив, дека е актуелен, дека допира некоја женска приказна, во наводници женска, која што дава една перспектива на различно, се надевам, бидејќи мажите не се третираат како зло, туку како соучесници во некоја љубов што се изместила од шините. Велите, лесно се чита и претходно употребивте избор, може би е и лечевен, така реков? Па да, реков, бидејќи се станува збор за 3 жени кои што не се задоволни од своите животи, 3 жени кои што се различни во секоја смисла, дури и по возраст, сите се скопјанки, наши сограѓанки, и сите сакаат да ги напуштат своите животи какви што се, сакајќи да изнаемат еден стан, значи да го напуштат својот живот во форма во која што го имаат. Не алудирам на брачна заедница, на љубовни врски, туку едноставно сакаат да направат промена, сакаат да почнат одново. Сите 3, барајки стан, всушност доаѓаат до еден стан што се издава во Скопје. Може би тоа е една од причините што придонесува за читливоста, бидејќи улиците што се спомнуваат се нашите скопски улици. Станот што се издава е во Капиштец на улица Народен фронт 28. Да, но 28 не постои во Капиштец. Во Капиштец на Народен фронт се само непарни броевите, така што има такви загадки луѓето им да се најдат низ градот, да не биде сосем како во реалноста, бидејќи фикцијата е нешто друго. Добро, и во основа на книгата се 3 жени со исто име, како што рековте, од различни генерации. Зошто токму Марија? Дали само како надоврзување и како што рековте омаш на делото на Славко Јаневски, 2 Марии, па вие сега 3 Марии, или пак зборот, името Марија има и нешто посебно во нашата културна и внатрешна меморија? Првенствено заради 2 Марии на Славко Јаневски, бидејќи 2 Марии, романот на Славко Јаневски од 56-та година, е многу познат и значаен во домашната книжевност. Тој беше и лектирно издание порано во средните училишта. Така што првата асоциација која ќе кажете 3 Марии без друго ве подсетува на 2 Марии во нашиот културен контекст. Значи името е првенствено избрано, Марија, поради Славко Јаневски, но не е необично и за моето творештво, бидејќи имам збирки раскази, особено во сошиени и сплетени раскази. Главниот лик е Марија Мислева, што значи еден лик што е доста чест во моето творештво, но причината не беше поради моето творештво, туку да се надоврзам на 2 Марии, еве со 3 од Славко Јаневски. Добро, велите 3 Марии се различни една од друга, можеби 3 жени со различни, сосема различни судбини. Меѓутоа, сепак, колку се тие 3 лица на иста женска вистина, иста женска приказна? Незадоволство. Сите 3 се незадоволни од видливи и од невидливи причини и всушност сите 3 се различни. Една е многу возрастна, една е млада на почеток на животот, една е средовечна, која што има деца и семејство. Меѓутоа, независно од тоа, сите 3 Марии, мислам, би била почестена кога некој би ги читал како една. Мислам дека постои една латентна, дискретна можност во текстот, дека 3 Марии, ако се во наше време сега, во различна возраст, може би се една иста Марија во некоја друга стварност. Има нешто што ги обединува, тоа е незадоволството и желбата да се промени драстично мигот во кој што се живее. Зошто Марија или жената во македонското општество денес има причина за незадоволство? Милиони причини за незадоволство. Имаме и Марии, и не Марии, и жени и мажи. Трупањето на незадоволството е нешто што дава неконтролирани, за жал, понекогаш резултати. Мојот роман и јас, како негов автор, во ниту еден момент не осудувам ни една одлука на ни една Марија, меѓутоа факт е дека сите 3 мои Марии во овој роман
не се задоволни од некакви причини. Едната е љубовница цел живот, значи 30 години е љубовница на зафатен човек. Втората Марија дознава за неврство на својот партнер на самата свадба. И третата Марија нема комуникација вербална со својот партнер и наоѓа го изневерува само вербално, четувајќи со непознат човек кого што не го познава. Така што просторот што ни недостасува на сите, моите ликови го наоѓаат како простор во кој што може да си надоместат нешто. Добро, сите три приказни се движат околу љубовта, еве, главен мотив, и која на некој начин е или грешна, како што ја опишуват, или недозволена, или прекината и оттурната. Зошто токму таквата љубов е централниот нерв на приказната? Затоа што е податлива за нарација, затоа што е поедноставна за пишување. Кога создавате уметност, можете да создадете уметност и од совршенство, меѓутоа мислам дека е многу попотентно несовршеното за создавање, за интерпретација, и немате драма ако е се совршено. Не, ако љубовта е совршена, ама совршена љубов не ни постои, така што заради драмата, заради потенцијалот раскажувачки. Кој всушност денес, во ова време, може да ја прогласи љубовта за грешна? Моралот, средината, времето во кое живееме, стравот? Сето ова што го набројавте, да, сите тие аспекти и нешто може да прогласа дали нешто е грешно или не. Тоа мене не ме интересира како писател. Како писател ме интересира тоа што ликовите сами сметаат дека тоа нивните врски не се добри. Значи, судот на средината, нешто што во литературата со која што јас се занимавам, не ми е двигател. Меѓутоа, самите ликови доживуваат и чувствуваат дека нешто не е во ред со нивните релации, имаат празнина и ги населуваат тие празнини со нешто што е примерено на нивниот хабитус или пак со нешто од кое што и самите се изненадени. Значи, мене ме интересираат позициите на ликовите. И само да кажам, романот има 3 дела за секоја Марија, со тоа што 3 дела се раскажани различно. И ова го спомнувам бидејќи е блиско до вашето прашање. Едната Марија раскажувам во трето лице, сезнајно. Втората Марија во прво лице, како јас да сум една од тие Марии, раскажувачката. И третата Марија е напишана во една форма што е доста ретка во современата книжевност, формата на ти, како да се обраќате на некој конкретно. Мислам дека различните раскажувачки гласови придонесоа да можам да ги донесам Мариите од сите агли. Некогаш кога ни е блиска, кога ја познаваме, директно и се обраќаме на жената што има таков проблем. Некогаш кога жената сме можеби ние, односно јас, пишувачката, тоа е јас формата, и сезнајно, како што е можеби најлесно за работа во литературата, кога знаете сеза нечи туѓ живот. Тие 3 начини на пишување мислам дека придонесоа до читливоста. Добро, и дали сите овие 3 Марии, различно опишани, односно од различни агли, како ти, како јас и како трето лице, се жртви на таквите околности, на времето во кое живееме, или се тивки бунтовнички? Ти се жртви на самите себе си. Се тивки бунтовнички со тоа што решаваат да направат крупен чекор, значи да изнаемат стан. Од аспект на сюжето на романот, ниту една Марија нема причина да го направи тоа. Нема причина материјална или не е принудена, не е избркана. Значи, сите се стамбено ситуирани, економски се стабилни. Значи, не се работи за нешто што е иницирано од општеството да мора да го направат, туку прават крупна одлука, затоа се тивки бунтовнички, сакаат да го променат животот и изнајмуваат стан под кирија, иако имаат куќи, станови, места за живење. Значи, трите Марии во приказната, во вашата приказна не бараат љубов, туку бараат право на сопствен избор. Да, да. Ова е многу прецизна дефиниција, всушност е тоа. Добро, не сум ја прочитал книгата се уште, меѓутоа еве вака од не знам колку попрецизен ќе бидете кога ќе ја прочитате. Добро, генерално рековте дека тоа е приказна лесна за нарација. Кога ме прашав зошто љубовта е еден од главните мотиви што ги поврзува сите 3 приказни во една, дали во генерално во литературата најголемите љубови се токму оние кои не смеат да се случат? Да, совршената љубов е погрешна љубов, веројатно, иако светската книжевност и ваквите романи што првенствено се занимаваат или клучно фокусирано со љубовта,
Тие, знаете, во историја на книжевноста и во светот и во Македонија се доста присутни и главно се читливи. Во ваков тип романи секогаш е опасно за автор да, бидејќи се движите блиску до патетика. Можете патетично да тасот на патетиката да превагне на една страна и тогаш имате љубовен херц роман, имате, значи жанровска книжевност. Тоа кокетирање со мерката на патетиката во љубовните романи е тоа што е дистинктивно, сметам, помеѓу помалку вредните херц романи и вистинската книжевност. Да се одреди балансот, значи. Балансот. Не можете без патетика да пишувате за љубов, но ако има премногу патетика, тогаш имате херц роман жанровски, немате вистинска книжевност. Јас се надевам дека Три Марии е вистинска книжевност. Како успеавте Трите Марии да ги заштитите од патетика и при тоа дали кога пишувавте ви интересираше љубовта токму како чувство или повеќе општеството како сила што ја ограничува, ја осудува или на крај ја отурнува? Не, општеството не ми беше во фокус при пишувањето. Може би се допирам до некои општествени точки што не можете тоа да биде изолирано пишувањето од општеството, меѓутоа фокусот ми беше значи во жените, во нивниот однос кон тоа што го чувствуваат. Различноста на Мариите ми овозможи полесно да ги раскажам приказните, бидејќи во првиот дел, кој што е најдолг, тоа е исто многу важно за романот. Трите дела не се пропорционални, првиот е најдолг, вториот е покус и третиот е исклучително кус. Сето тоа кога ќе се земе предвид се праќаат јасни пораки. Првиот дел е долг, имаме рурални елементи доста, има едно девојче кое што оди во едно кумановско село, Карабичане, кое што е едно село што има 9 жители во моментот. Според последниот попис? Според последниот попис има само 9 жители, тоа е на самата граница со Србија, изолирано е доста и таму девојчето, односно една од Мариите, како дете малечко, оди на некоја селска свадба, каде што има многу рурални елементи, има китење на младоженец со пари, еден обичај во североисточна Македонија, таму се и бајачките, таму има доста етно елементи. И тоа е особено доминантно во првиот дел. Во третиот дел е модерно време, се случува во Велес, меѓутоа во Велес исто има една свадба, бидејќи Трите Марии има 3 љубовни приказни, ама и 3 свадби во романот. Третата свадба не е како во Карабичане толку рурална, тоа е градска велешка свадба, меѓутоа има мавиле, еден велешки обичај на свадбите кога се креваат младенците на столчиња, така што тоа представување на нашата традиција во еден модерен контекст, исто така сметам дека приказните ги шири контекстуално. Добро, многу раскажавме за романот, да оставиме нешто и за оние кои со нетрпение очекуваат можност да го прочитаат. Меѓутоа уште само едно или две прашања за Трите Марии, а потоа ќе зборуваме генерално што значи да се биде писател денес во Македонија и ете, особено писател кој е награден со вакви престижни награди. Во образложението на наградата од жирито видов дека беше употребена една формулација дека љубовта во романот ги надминува општествените норми. Но на крајот сепак нормите надвиснуваат. Велите, немавте намера да го опишувате општеството во кое денес живееме, меѓутоа сепак на некој начин тоа што општествените норми на крај надвиснуваат над љубовта е една диагноза на времето во кое живееме. Или не? Да. Не ми беше во фокус, како што кажав, додека пишував, меѓутоа не е можно да се пишува литература без времето во кое што живее авторот да биде на каков било начин рефлектирано, дури нема ни смисла да пишувате ништо што е надвор од времето. Не верувам во литература без автобиографија, но исто така не верувам во литература без социјален параметар или индекс, сакале вие или не, општествен всушност не социјален. Така што осудата за која што ви кажав дека не ми е толку важна, не ми била предмет на раскажување ниту цел. Меѓутоа тоа е многу важно во мојот роман, има напуштање, семејство, има сечење на прст со кој што типкате додека се допишувате со некого. Бидејќи не можете да се исконтролирате, а тоа е престап. Една од Мариите си го сече прстот со кој што отчетува со својот незамислен со својот фиктивен љубен. Така што сечење прст не е нешто што е ситница што може да се превиди. Тоа е резултат на целата ситуација на времето во кое што живееме. Добро, Трите Марии, како што вели предговорот, е еден вид омаж на Славко Јаневски,
Што значеше за вас како современа писателка, поетеса, да се влезе во диалог со толку голем претходник, односно не диалог, туку да се направи омаж за големиот Славко Јаневски, а при тоа да не се направи имитација на она негово дело Двете Марии кој го имавме сите како лектира за некоја од средните. Да. Таму беше тој роман на Славко Јаневски напишан по втората светска војна скоро и имаше тематика од Втората светска војна, иако важеше за прв психолошки роман, исто така со љубовна тематика, нели? Да, се работи за хирург кој што сака две жени кои што се викаат Марии, тоа е на ниво на сиже. Кај мене тоа го нема, меѓутоа има многу други врски со Славко Јаневски. Само да кажам, ова не е изненадување што се занимавам со некој претходник, можеби е само различна формата низ која се изразувам. И во моето претходно творештво имам пишувано доста раскази во кои што комуницирам со своите претходници. Значи во сошиени, во сплетени раскази, особено во престапни години, една моја збирка Куса проза од пред 2-3 години, каде што има 366 раскази, колку што има денови во престапна година, внатре има цела плејада на наши претходници, значајни писатели, со кои што влегувам во некаков наративен диалог, може би се само ликови, може би се само спомнати. Значи, тоа е нешто што книжевната травестија е нешто со што со децении се занимавам. Имам раскази за Оливера Николова, дури со еден расказ за Оливера Николова добив прва награда на конкурсот за Нова Македонија, за расказ што беше многу познат. Имам раскази претходни за Славко Јаневски, за неговиот роман Депонија, така што за Димитрije Дурацовски сум пишувала и за многу други автори, така што во новиот роман само направив зумирање на сопствениот интерес и тоа што го правев на микроплан во расказите, одеднаш го направив нели во форма на роман и омаж на Славко Јаневски, кој што бил, велам, порано во расказите присутен, но сега му посветив еден цел роман. Добро, велите, за вас не е ново да на некој начин разговарате или се посветувате на делата на големите македонски имиња од современата литература. Меѓутоа, генерално, колку ова важи како правило, односно како пракса, кога станува збор за современите македонски писатели, колку тие денеска свесно или несвесно во своите дела се осврнуваат, прават омажи или разговараат со своите книжевни претходници и пред си или се однесуваме повеќе како генерација со која се почнува од нула. Зборувам на поширок план. Да. За жал, понекогаш добиваме впечаток дека новите генерации се однесуваат како да почнуваат од нула, но тоа е само заради квантитетот на таквите случаи. Инаку да, постојат многу раскажувачи, дури меѓу најмладите писатели, кои што влегуваат во ваков диалог со претходниците, но тоа е прашање на стил и на концепција. Постмодернизмот пред 20-30 години, кога беше многу поприсутен во Македонија, се испојавија доста дела, дури и романи, особено раскази, кои што ги вмрежува писателите меѓу себе и диахрониски и синхрониски, значи и претходници и на ниво на современици. Тоа го правеа и постарите писатели, па имаме раскази од Димитар Солев за Живко Чинго, прекрасни. Исто така има Солев, Чачански, многу раскази од постарата генерација, автори од постарата генерација, почнаа да прават такви постмодернистички конекции. Авторите од мојата генерација, не само јас се разбира, и другите пишуваат, меѓутоа тоа не е присутно како главна струја. Од најмладите писатели, што мене ми е особено возбудливо во овој сегмент од пишувањето, е Ненад Јолдески, например, еден млад успешен автор, кој што ја има оваа нишка, така што има прекрасни раскази за Димитрije Дурацовски, например. И така, таа редица од поврзувања, вмрежувања, самата по себе е многу интересна и заслужува да се проучи вистински, но тоа е само еден сегмент, не е генерален тренд на развој во книжевност. Добро, живееме во едно многу брзо, динамично време во кое многу морални вредности, односно вредности од некое, ако условно така кажано, наше време сме ги учеле како закономерности, веќе не важат, односно важат новите генерации учат некои нови своји собствени вредности и генерално постои впечатокот дека не се чита доволно или слабо се чита, новите генерации немаат трпение кое може да ги задржи да читаат класична литература. Каква е новата генерација на македонски автори? Дали не достигаат современи автори? Дали не нудиме доволно како четиво или
Немаме доволно квалитетни книги, зошто не читаме? Повеќе пишуваме отколку што читаме. Ова звучи малку како флоскула, меѓутоа во експанзијата на новото време пребрзо почна да се појавуваат автори, наслови, книги, една хиперпродукција и нема да биде честно ни благодарно, ниту позитивно, јас како возрастна писателка да кажам дека младите писатели не читаат, само пишуваат. Меѓутоа мора да го нотираме тоа како ризик, дека многу повеќе се пишува отколку што се чита, а не постои пишување без читање. Јас сметам дека има одлични автори во Македонија од сите генерации и највозрастните кои што се уште се активни, средовечната базична генерација која што е во подем, но за голема среќа на сите нас и во таа хиперпродукција од најмлади автори се појавуваат одлични автори на кои што им предстои, сметам, одлична книжевна иднина, така што не е безнадежно, само треба малку да се треба и да се пребарува низ квантитетот. Но генерално има судир во новата генерација на македонски автори, меѓу оние кои се многу гласни, а помалку квалитетни и оние квалитетните кои се веројатно потивки и оставени на маргините. Па ова не може да си го припишеме само во книжевноста. Нели гласноста по некоја психолошка одредница им се припишува на помалку способните и помалку вредните, а тивкоста на повредните. Но ова се веќе психолошки флоскули. Тоа што се случува во општеството на ниво на гласност и на тивкост, тоа се случува и во литературата. Добро, што е денес потешко, да се напише добра книга или да се сочува внатрешната книжевна дисциплина во оваа време на бучава гласност, брзина, постојана расејаност? Тешко е пишување, особено роман во нашето време, бидејќи некако со дигитализацијата, со социјалните мрежи, ние повозрасните веќе се научивме на некоја компресија, на стеснување на обемот на читањето. Кратката проза е многу актуелна во Македонија последните години и јас тоа не го сметам за слабост на нашата книжевна состојба, туку едноставно за прибегнување на литературата да се адаптира во новото време. Кратката проза што се пишува во Македонија и воопшто во регионот, во периодот можете да ја постирате на Facebook, можете инстант реакција да добиете и не гледам ништо лошо во тоа, бидејќи кратката проза е форма на нашето време. Роман не можете да објавите на социјални мрежи, значи ви треба дисциплина и истрајност, да пишувате долго, да не добиете веднаш фидбек, веднаш реакција, ниту лајк, ниту позитивно мислење, така што дисциплината останува за долгите форми, а кратките форми побрзо се адаптираат во времето. И колку таа адаптирана нова литература адаптирана на новото време, денес има моќ да ја менува човечката внатрешност, да го менува општеството она што не ни се допаѓа или може да биде подобро, или сепак незината улога е да сведочи, да биде огледало на едно време, да се противставува на заборавот едноставно? Ова се есенцијални прашања за постоење на секоја генерација. Многу би сакала да можам да ви кажам, оти верувам дека книгите може да го променат светот. Не верувам дека постои книга која може да го промени светот, меѓутоа верувам дека континуираната книжевна работа влијае на промените. Така што го регистрираме она што го гледаме, книжевноста затоа и постои да го регистрира светот во кој што живееме. Се надевам дека некои придвижувања ќе се направат, меѓутоа тоа се долги процеси. Добро, рековте во еден дел од разговорот, не верувам во литература без автобиографија, а претходно рековте дека не само трите Марии, туку и сите жени и мажи денес имаат многу причини за незадоволство. Што ја прави незадоволна Оливера Ќорвезировска? Оливера Ќорвезировска, што ја прави задоволна или незадоволна како писателка, е неинтересно за никого, но ликовите на Оливера Ќорвезировска, што ги прави задоволни или незадоволни, мислам дека е интересно за луѓето, за моите читатели. И кога велам дека не верувам во литература без автобиографија, првенствено мислам за пишувањето ликови, создавањето ликови, кои што секогаш поаѓаат од прототип. Не можете да измислите 100% лик, барем јас така не функционирам. Меѓутоа имате прототип за својот лик и потоа од стварност го префрлате во фикција. Има една парабола што често ја употребувам, што значи тоа е прототип, реален лик, додека да стане лик во книга. Тој е како авионот кога полетува. Авионот може да се движи и по пат, на писта, меѓутоа тој не е создаден за тоа, тој е создаден за летање. Така и прототиповите на луѓето, ако сакам да направам лик, земам прототип.
и со него можам да раскажувам до некаде. Во моментот кога се одлепува авионот и кога полетува за тоа што е создаден, така и прототиповите стануваат фикција, стануваат книжевни ликови. Значи, поаѓаме од стварност, стигнуваме до фикција, но генерално мислам дека фикцијата е поважна од стварност. Добро, ќе се обидам да го преформулирам прашањето. Еден интелектуалец денес, особено од оние потивките, што се на маргините, а кои се по-големи специјалисти во својата дејност, во својата област, од оние другите кои се многу гласни и генерално го заземаат местото на подиумот, колку причини има да биде незадоволен денес во општеството во кое живее и генерално не зборувам само локално во Македонија, туку генерално во ова време на цивилизацијски развој на планетата? Конкретно во Македонија имаме причина да бидеме незадоволни сите, бидејќи се движиме сите во сите области во премногу насоки. Така што не можеме точно да ја видиме насоката кој каде се движи. Литературата, да се држам до она што е моја работа, бидејќи јас сум писател, сметам дека литературата не може да им го дава на читателите тоа што го бараат во моментот. Дека мора издаваштвото и книгите и самите писатели да нудат и нешто што не се бара, а што е коректив. Не можете ако сите читаат популарна книжевност, исклучиво да продуцираме само популарна книжевност. Значи, книжевната работа, уметничката работа мора да има и некаков коректив. Исто така, не мора, како на учениците, например, не мора да им се дава само тоа што го сакаат, мора да им се дава и нешто што мора да го прочитаат. Значи, не може само пазарот да диктира. Мора да има некоја нијанса, некои репери, нешто друго. Да не им даваме на читателите само тоа што го бараат од нас, туку да најдеме форма, не знам како, само се обидуваме, да прочитаат и нешто што можеби не сакаат да го читаат, но ако му дадат шанса, можеби ќе биде добро за нив. Добро, ве прашувам и како лектор по професија, во основа и првично вашата кариера почна како лектор, но и како генерално како човек од литературата, како писателка, дали ви не достига времето кога Македонија, ако може така да се каже, беше посериозна држава, барем од аспект на бројот на дневните весници кои ги печаташе, ги издаваше, или пак кога македонскиот литературен јазик повеќе се употребуваше, односно се внимаваше на него. Живеели ми во време кога од страна ни е загрозен идентитетот и јазикот, а ние самите внатре доволно не си го чуваме. Не го зборуваме, туку го збориме некако што треба. Да, така е. Состојбата со јазикот во Македонија, во секојдневната употреба во медиумите, дури и на улиците, е во многу полоша состојба всушност јазикот колку што беше порано. Што сакам да кажам со тоа? Долгото несистемско необразование, невоспитување, сето тоа придонесува и до одрон на јазикот. Јазикот, македонскиот јазик и покрај законот за македонски јазик и лиценците што се неопходни за лекторска работа. Се нас сметам дека не внимаваме доволно на јазикот, а јазикот не е само средство во литературата, туку многу пати е и цел и смисла на литературата, така што од аспект на идентитетот не може да очекуваме никој да не почитува и да се грижи за нас ако ние однатре не го правиме тоа како што треба. И сметам дека акцентот треба да биде внатре, во нашиот јазик, во нашиот однос кон националната култура, во однос на тоа што го правиме, да го направиме не најбрзо, туку најдобро што го правиме. Во литературата јазикот е многу важен, значи да имаме кристален јазик во она што го пишуваме, и во секојдневието, и во медиумите и така натаму. Добро, и за крај по сите овие признанија, кога денес ќе погледнете на Три Марии, дали ова дело го доживувате како круна на една ваша писателска фаза или пак како почеток на една нова авторска етапа, односно што денес по сите издадени книги, по сите години и по сите признанија се уште ве тера да седнете и да пишувате одново? Да ги добиев овие награди за некоја книга пред повеќе години, веројатно ќе имаше некакво влијание. Сега не мислам дека оваа книга и овие 3 награди за неа дека ќе се случи нешто драстично за мене. Ќе продолжам да пишувам и да читам, како и досега. Се разбира дека сум радосна, меѓутоа не сметам дека со тоа што сум добила 3 награди за една книга, дека сум постигнала некој врв, некоја целосна реализираност. Не, ќе продолжам со понатамошна пишувачка работа како и секогаш, 3 пати да читам, еднаш да пишувам. Оливера Ќорвезировска, ви посакувам уште многу дела и уште голем број награди. Ви благодарам многу. Почитувани, останете на фреквенцијата на Телма и имајте убав ден, довидување утре во истиот термин.